Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина. Вечерва со Лјупче Злато, добровечер. Добровечер. И со Јани Макрадули, добровечер. Добровечер, и за вас. благодарам за поканата. Да, има повеќе теми кои што би сакал да ги поминеме. Ќе почнеме со тоа што е моментално најжешка политичка, колку и клише да звучи вака, политичка тема во Македонија, тоа е мигрантите и азилантите. И сега, барем до сега, тоа беше тема која што не само во Македонија, туку и низ Европа и низ светот, секогаш ја буткаше десницата. Нивна тема беше тоа. Кај нас ние сме специфични по повеќе за повеќе работи, така и за ова. Кај нас сега тоа е тема која што ја бутка левицата. Се измешали малце работите или природен е овој политички процес на некој начин? Па добро, јас се надевам дека нема да заработиме кривична пријава дека зборуваме за мигрантите, бидејќи така се закани председателот на владата. Но бидејќи тоа е тема и меѓу пратеници во Британија, верувам дека имаме право да зборуваме. Ако гледаме од аспект на грижа за државата, и не е тоа само право на една партија или на една политичка опција, мислам дека сите треба да си го поставиме прашањето дали Република Македонија има можност, капацитет да прими, да вработи, ама се тоа останува на шпекулации, бидејќи ние навистина не знаеме. Има договор, нема договор. Има правила, нема правила. Има бројка, нема бројка. Така да, јас ќе се референцирам само на интерпелацијата што пратеничката група на ВМРО ДПМН во 2017 или 2018 ја поднесе кон Мила Царовска, тогашниот министер за труд и социјална политика, барајќи јавна расправа за стратегијата за странци, мигранти, и во нашиот закон мигрантите и не се дефинирани, туку тоа се лица кои проаѓаат и транзитираат низ нашата држава, но тука стратегија ги опфаќа и странците и бегалците, не е само во однос на таа дефиниција. И мислам дека граѓаните на Македонија заслужуваат една јавна расправа, дебата во која што нема да го губиме времето цело општество на ова препукување што постои меѓу двете политички партии, туку навистина ќе се разговара во една јавна расправа, можеби во собранието како одлично место за тоа, во кој што ќе се разменат тие ставови, дали се шпекулации, не се шпекулации. Да, дали вас лично лидерот на опозицијата Филипче ве убеди дека таков договор има и дека владата го крие и дека мигрантите, како што велат, се или одбиените азиланти или што и да се веќе луѓево, се опасно за Македонија и дека дури може ќе треба и протести против тоа да се преземат. Јас сум зборувал многу пати дека секој нов пратеник мора да помине месец дена бар минимум во британскиот парламент, за да може да осети што значи тоа да бидеш пратеник. И кога пратеникот таму ќе каже дека има договор, јас му верувам на тој пратеник. И кога ќе прочитам во Times дека преговорите се активни, јас верувам на тие медиуми. А на Филипче? Па тој цитира или повлекува изјави. Добро, значи вие сте на истав дека тоа постои. Таа тема кога ја започне и само ја пренесувате овде, не треба дефокус да правите кон тука кој е don't kill the messenger. Туку да видим изворот каде е. И затоа ни фали таа информација на сите граѓани. Да. Видиновски, јас во последните 2 години во Велика Британија сум бил 8 или 12 пати. Сега не можам баш добро циклично да видам, меѓу 8 и 12 разлика 8-12. 8 или 9 е окей, ама 8 и 12. Во просек на секои 3 месеци сум таму. Потполен член сум, full member на Chatham House, Кралскиот институт за меѓународни односи. И сега малку оваа тема која ја гледам како во Македонија се промовира и се разговара за неа, да ти кажам искрено, жал ми е за тоа каква провинција сме ние. Првенствено културолошка, а понатаму и политичка. Во изминатите 10 дена, значи, веста е објавена пред точно 10 дена во The Times. Тоа е една анализа со еден класичен новинарски стил напишана во еден фишинг метод, односно да фати дали нешто се прави и се планира. Освен таа анализа и освен едно гостување, кој го цитираше господинот Макрадули, но заборави да ни каже дека станува збор за гостување, односно дебата на GB News
која е телевизија на радикалната десница, на партијата на Најджел Фараш, најблиски идеолошки до нив, и таму гостуваше пратеник од лабористичката партија кој најверојатно, согласно анкетите, ќе го изгуби своето пратеничко место на наредните избори. Сега он сакаше да се додвори со британската публика која е против миграцијата ваква каква што е во моментов, и тој човек зборуваше така како што зборуваше. Освен овие две работи, во последните 10 дена, значи еден новинарски текст и една дебата. Што друго имаме? Уште од првиот момент, јас само што го прочитав текстот во Times, се јавив кај тројца од владата да прашам што е оваа работа. Сите ми демантира експлицитно дека нема никакви кампови, никакви договори. Понатаму, следно, имаме демант од британската амбасада, кој не беше толку директен, затоа што па и тие сакаат дома да представат дека си бараат ќаре за мигрантите, но имавме изјава од председателката која кажа дека кај неа реферирал британскиот амбасадор кој кажал дека нема таков договор. Значи, ние во последните 10 дена од објава на еден медиум, да, сериозен, реномиран медиум, кој разгледува опции, и од една дебата на една радикално десничарска телевизија, во Македонија успеавме да создадеме клима на параноја, клима на хистерија. Еве, господинот Макрадули не му верува на премиерот Христијан Мицковски. Јас не можам да ве убедам, ниту пак и јас целосно верувам на политичарите, тоа ми е работа, новинар, со мене ми е работа да не им верувам. Но јас му верувам на меѓународното право, верувам на конвенциите за мигранти. Фактички, доколку, дури и да има договор, иако од сите страни во моментов информациите се дека нема таков договор, дури и да има таков договор, тие луѓе кои се одбиени за азил во Велика Британија се луѓе со човекови права. Тоа значи дека тоа се слободни луѓе и луѓе кои што никој не може да ги товари на вагон, на авион и било каде и да ги донесе во Македонија без тие тоа да го сакаат. Сега, извинете, ама луѓе кои го ризикувале својот живот и со гумени чамци преку Ла-Манш стигале во Велика Британија, совршено добро знаат, според мене, што сакаат во животот, а тоа не е да дојдат во Македонија. Голем дел од нив поминале и по балканската рута и веќе имале можност да дојдат во Македонија, а не дошле овде. Така што, дури, иако, пак ќе кажам, не постои ниту еден релевантен податок кој покажува дека има било какви преговори и договори. Дури и да има, џабе се шири таа параноја во македонската јавност, се игра на едно ксенофобично чувство кај граѓаните, кога знаеме дека никој од таму нема да сака да дојде овде. Мислам дека граѓаните на Македонија не се ксенофобични, бидејќи верувам сите од нас тројца биле во ресторан каде што има некој што послуга, келнер кој што е од Непал, да речеме. Па ако не се ксенофобични, зошто? Никој не направил проблем. Зошто тогаш, Макрадули, денеска сака целосно СДС во нивната резолуција велат ВМРО имале во резолуција нелегални мигранти, СДС вика никакви мигранти да нема во државата. Ако не доаѓаат луѓе да работат никакви, не постои ни една и Северна Кореја не е херметички затворена. Знаете? Ако на 2 декември имав невеста на Times, на 3 декември да одговореше владата на Times, да одговореше на прашањата, ова ќе беше затворена тема. Има уште една објава на Times пото. Ако се потпишеше заедничка резолуција, во кој што вордингот секако ќе бише согласно конвенциите за бегалци, странци и луѓе кои што бараат азил, пошто повторувам во мигрантите не беа дефинирани во нашето законодавство, да речеме едно време кога за тема за која што треба да се дискутира. Зошто да не се дискутира? Трамп се тужи у моментов околу одредена лажна вест која тврди Трамп дека ја објавиле за него. Собственик на The Times, знаете кој е? Собственик на The Times. Господинот Рапет Мрдок. Господинот Рапет Мрдок до сега има е осуден на милиони за најразлични
нели проблематични работи кои ги направиле неговите медиуми. Јас не викам сега дека не го обвинувам тај, да се разбереме. Но и самиот текст е во Зашто прашална не е форма. тема кај нас тоа за разговор? Знаете Затоа што Зато- немаме само ништо малце. официјално, имаме шпекулација. Не може ние протести да правиш ти у држава врз база на Не шпекулација. зборувам за Макрадули, Дали мислите да- 2017 година. Значи, Прави ја бев во новинар, Народна дума, јас бев новинар кој беше крајно критички настроен кон владата на СДСМ. Имав неколку објави Не знам, за Демир Капија имавте. дека тоа се глупости да не шират ВМРО паранои, они протести правеа. Мене знаете како ме третираа тогаш од тој табор тогашен опозицијски, ти предавник си земал пари од Сорос, ова се. Сега повторно го тврдам исто. Значи јас стојам на истата позиција. Добро. Но прашање што можеби луѓе, вие мислите дека Никој не ќе да дојде овде, луѓе, разберете. Добро, се некој може не сака да дојде тука, или ако бира дали да дојде во Македонија, во една од најсиромашните држави во Европа, или да се врати од местото каде што дошол, можеби ќе одбере. Тоа не знаеме, сега да не прашањето, вие мислите дека тука нема никаква тема, дека е непостоечко прашање горе доле. Господинот Маградули вели дека бидејќи не се демантира експлицитно, можеби тука има нешто. Тоа- Ама како е Меѓутоа, експлицитно дали не вие долго време сте политичар, дали мислите дека ова сега е најважна, мислам, Македонија земја со Не. милион проблеми. Не. И сега опозицијата која што треба да биде коректив на власта, се има впечаток барем кај граѓаните дека со недели, со секојдневни пресконференции, со потрошење на таква енергија за прашање што никој во овој момент не може да не убеди дали воопште постои. Сакам да кажам дали може капацитетот и опозицијата да го потроши на друго место каде што стварно ќе може да биде коректив на власта. Јас сум напишал неколку пати, не знам зошто се создаде на фама дека само опозицијата треба да критикува власт. Не. Зошто? Не, ама реално е така. Ве разбирам. Зошто Друго ми е прашањето. не му смета на некој дека директорот на СЗР, неговата непозната фирма од мало добила 161 тендер? Ме разбирате? То не е работа само на опозицијата. Дека градежна фирма од Анталија го добила ДМС софтверот у Министерство. Значи не е само тоа работа на Ја ќе кажам СДСМ. зошто, Не е тоа да, работа да, на СДСМ. Но опозицијата избира тема. Власта, ова можеше да го затвори на 3 декември со Demand кон Times, свикан состанок на пратенички групи, луѓе нема ништо, ајде резолуција, вордингот да го избереме, Да. бидејќи Да, за вордингот можеме да зборуваме ова што викаше господинот Златев и на едната и на другата резолуција. Можеме да го избереме Нема и потреба тука да се да, затвори да, да. темата. А денес, кога Норвешка отвара пробен автопат со wireless, што полни, Јасно ми е. мене за тоа ми се Не, значи, зборува, прво се сложувам, може би се малце да- сложувам. да. Следно Не се може да сложувам. направат секунда само, резолуции извини. дека Македонија нема да оди на месечината да прави колонии. Не, сакам да бидам Значи, малце... илузорно е да правиш резолуции Златан. за работи кои очигледно не се случуваат само поради новинарска Ама не, објава. Ама во твојата реалност, Значи, во нивната, во вашата реалност, во нивната реалност се следно, случува тоа. Резолуција да направиме дека Македонија нема да почне нуклеарна војна. Нема коегзистентен Знаеш, став помеѓу дека- председателот на владата и А подпредседателот на следно собрание. револуција ако дојдат во земјани, ние ќе бидеме согласени со Бугарија и Србија како ќе Ама одговориме. подпредседателот на собрание Антонио Милошевски во ова студио каде негде тој не ја имаше, не ја следеше таа нишка кај како што ја кажува председателот на владата Христијан Мицковски. Значи Милошевски отвори За која нишка? за мигрантската, за економските мигранти. Добро, за имаше луѓе кои тој што- друга нишка од составот да. на владата, премиерот му кажа кога ќе Добро, бидеш тој премиер, друго, тогаш да. ти изови работа. Да. Во ред, не сега друго сакам да кажам. Бидејќи стварно имат искуство во политиката и затоа може би пробувам малце провокативни да бидат прашањата да излечам поквалитетен. Опозицијата Само бира малце. тема. Да, во ред што бира тема, но меѓутоа ако тие се стварно убедени дека има нешто. Сега пробувам здраворазумски да размислам и одговорно дека тука има некаква тема и дека таа тема како што викат може да ја загрози безбедноста за државата. Дали тогаш не е, ако е одговорна партија, сега без разлика која партија е СДСМ само го зема, може и утре и друга партија да отиде кај нивните партнери, сите сме тука македонци во оваа држава да каже луѓе ова што вие мислиме дека вие го правите, ќе биде лошо за државата, дајте да седнеме заеднички да најдеме како да го менаџираме, што може да довие државата, што да не може, а не да се прават по 13 пресконференции на ден на тема која што не знаеме дали уопште постои. Јас сега ќе Се кажам сложам, зошто само нешто. Ме сваѓа. Значи, еве, јас затоа малце ве вратив назад. Значи, кога 2017 ВМРО ДПМН поднесе интерпелација против Мила Царовска, Добро. во образложението се референцираше на стратегија за бегалци и странци од 2008 година, врз база на конвенции што ние како држава сме ги потпишале. Ако ја погледнете
таа стратегија која што е објавена и на веб страната, што него доживеа светлоста на гласањето. Таму пишува, владата формира комисија за следење нова. Формира тим кој што ќе значи владата не вика дека ќе дојдат. Ама ние, јас како граѓанин и вие сите сакаме да знаеме дека владата има тим што го следи ова. Има центар, има пари, има инфраструктура, има безбедносна закана, не дај Боже, да образложи. Мене тоа ми фали во целата ова нишка. И тогаш ќе нема политиката ако вие излезете со листа на аргументи како држава. Сосема вие разбирам поентата и во ред. Меѓутоа моето кажав дека искусен политичар и искусно знаете некој да ми го избегнете одговорот. Дали мислите дека одговорна партија, одговорна опозиција било која за вакви сериозни прашања како што велат дека е ова, каде што можеби да биде загрозена безбедноста на државата, сосема по различни канали и поинаку се пристапува, а не на начинот кој што го гледаме сега. Дали тоа мислите дека е во ред така? Еве најмалку јас сакам да бранам, да речем. Не, сега збориме принципи барање. Принципот. Да. Значи, тргнете без разлика, јас што не сум се сложувал, поднела за црвените линии. Не добил одговор. Поднесува резолуција. Не добив одговор. Кој е реториката мене што ми смета и конфликтноста во доди да се лечи. Кој е тоа? Која е таа риторика? Како да најдеме ние политичките партии? Има не беше пред 100 години кога францускиот предлог го прифати власта без консензус. Зато изгуби. Значи, ама зборуваме за многу побитно стратешко прашање. Ние зборуваме за нашата европска иднина, беше без никаков муабет и консензус. И името го сменија со луѓе кои ги уценуваа за да гласаат за промена на името и сега наеднаш не демократски шо. Јас не ви викам дека тоа било добро. Јас напротив ви велам. Што ќе речи Барак Обама, не ќе го дискутира. Не се бараше консензус за реалните, сега за имагинарните работи, за непријатели што не постојат. Демократијата како главен елемент го има компромисот. Ако не го направите компромисот, макар бил и муабет, ќе дојдете до конфликтност. Мене конфликт вака само сега зборувате за конфликтот меѓу власта и опозицијата? Па апсолутно. И во општеството има конфликтност. Моето прашање беше зошто воопшто доаѓаме на конфликт на вакви теми и зошто на ваков начин? Можеше владата да го затвори ова многу елегантно ова прашање. Многу е проблематично кога ние што не сме се обединили околу реални работи, како европска интеграција, промена на името и така натаму, сега ќе се обединуваме околу дали треба да направиме колонија на месечината. Пошто тоа прашање е рамно на ова. Но сега ќе се обидам јас да ви дам малку, имам некои полуинформации, нема да ги пласирам како апсолутни вистини, но сега ќе ви кажем од каде доаѓа цела оваа работа. Имено, господинот Филипчи има нови советници кои доаѓаат од север од нас, за односи со јавноста, и секогаш прашањето на миграцијата... Колку од север? Малку од север. Малку од север, добро. Не се од Куманово. Ја не го знам ова. Од Илинден. Од Владичи Хан. Па сега не знам колку на северот. Но, тие него го советуваат дека мигрантското прашање е секогаш добро за вакви политички пресметки. Зошто? Затоа што народ кој секое затворено општество се плаши секогаш дека ќе дојде некој, ќе ги коли, ќе ги силува и ќе ме земе земјата. И се игра на едно ксенофобно чувство кај народот. Ама таму реално се случува, господин Златев, и се извинувам што ме прекинув. Па во Крагуевац некни куќата им искршија на непалците. Ние немаме таков пример. Граѓаните на Македонија не се такви. Полека сега ги куваат за да ги однесат до тамо. Ке станат, полека, не се кире. Видите ги коментарите на социјалните мрежи и ке сватите. Можеби некој треба да умре, не дај Боже, за ние да сватиме, за да сватиме колку е неодговорно. Ама вие гледате ги коментарите кон една медиумска куќа, што се треба да се свати колку е неодговорно кога се пласираат некои работи. Во Македонија веќе има луѓе од Непал, веќе има луѓе од Бангладеш, од Филипини кои работат. Не дај Боже на некој од нив нешто да му се случи, само поради тоа што некој сакал да добие поен плюс. Ама ај тоа ќе отргнеме на страна. Таа пиар агенција ги советува да играат на овие ниски чувства кај граѓаните и тоа се прави. Но, кај е тука проблемот? Проблемот е што главниот удар кој тие го прават, они мислат дека играат за рейтинг, а не сваќаат дека играат геополитички за некоја друга политичка сила која не е од север, туку е малку поише од исток.
Главниот проблем е што со се ова се напаѓа договорот за стратешко партнерство на Велика Британија со Македонија. На кој начин? Па самото тоа што се подрива и сака да се покаже дека има интенција да се покаже дека главната причина зошто ние сме се договориле со Велика Британија околу пругите, околу сите тие работи е миграцијата. По таа аналогија може да кажеме дека и дел од британските таблоиди се против договорот со британците. Па добро, политичар од Само ке нашите лидер на опозиција, да. Значи, политичар од партијата на GB News, што го поддржува GB News, медиумот каде што се полемизираше, пред 2 или 3 недели беше осуден затоа што земал 900.000 евра од руски извори. Така што не е Британија толку отпорна како што ние мислиме. Малку треба поише да ги пратиме работите. Што сакам да кажам? Ја не велам дека Таймс е инструиран, но самиот хендлинг на дебатата овде говори за можна инструментализација. Зошто? Велика Британија во договорот за стратешко партнерство со Македонија не влезе поради никакви мигранти, не влезе за тука нас да ни насели, не знам, 50, 100, 20 или колку илјади луѓе кои биле одбиени за азил. Велика Британија влезе овде за да застане на патот на еден важен коридор на Кина. Железничкиот сообраќај е од круцијална важност на Кина, нели тој пат на свилата, за нивните стоки. Ја живеам покрај пруга и гледам како поминува, пише дека од Кина, нели она, како се вика, континерот што го вози возот. Добро, се не ни поминува, дур го реконструираат. Не, поминуваат уште сега. Има побавно се движат. Но, идејата на Велика Британија тие да бидат скретничар на овие геополитички, нели, процеси, и тоа е важно за нас, затоа што ние сепак сме партнери со нив во НАТО. Ти излега од Европската Добро, се зборувате која е целта на тоа што го договор. Што е нивниот главен интерес? Да. И Александар Николовски, мислам дека ова малце во ракавици, ама го кажа негде која беше на некој од тие меѓународните форуми, која вика ние имавме опција да соработуваме со Кина, одбравме да соработуваме со Британија за да ја покажеме нашата прозападна ориентираност. Па не требаше тоаш милијардата од Унгарија испрана од Кина да ја земат. Кај е испрана од Кина? Како? Како ја видовте дека е испрана? Па читам исто во меѓународните новини. Значи, ама како ја видовте дека тоа милијарда од буџет на Унгарија, на буџет на Македонија, кредит по полна камата, кешки сите така да зема. Не знаеме каде се, само тоа е работата. И добри, сега и ова од Британија да не е така. Не, Британија само помага да добиеме кредит поволен. Иначе не ги дават британците парите. Од банки од сите, они се жиранти. Жиранти, а не ги дават они парите, они помагаат. Извини, ја народена сестра не би се подпишал за жирант. Сега најсериозен да бидам. Ја никад у живот, таква ми идеологијата, никад не сум се подпишал и начинот на живот ми е така за жирант. Е сега, Јас сум се подпишал, ама добро, ај само да затвориме темата уште ова, кажете ми согласувате со Македонија дека владата доколку била скросна чисто по ова прашање, дека ако сакала ова можела елегантно да го затвори тоа прашање. Владата не сака да се затвори ова прашање затоа што и на владата ја одговара да зборуваме за имагинарни непријатели. За година дена овде нема да дојде никој. Одговара на државата. Значи за година дена овде нема да дојде никој. Значи, и владата ќе рече, што зборувавте глупости. Тоа е прво. Второ, владата, например, донесе еден буџет, каде што вели 5% се двои за одбрана, а ние сме обколени со пријателски држави. И никој не зборува за тоа, никој не зборува зашто поише пари не одвојуваат за образование, каде што буквално владата има нарачки, има хеликоптери во Италија, има оклопни возила од Америка, треба да се плаќа. Брани, кога некој ќе ги праша, добро бе луѓе, вие од кого се браните волку пари што трошите за одбрана, а не трошите за образование, да речеме, што не е круцијална важност, они за тоа нема што да се бранат. Вака супер, ај ќе си правиме муабет за мигрантите, карванот ќе си врви и тоа е тоа. Добро, државата не треба да купи хеликоптери војни да има, сега за тоа троши пари. Не де Боже, ќе има несреќи утре тие хеликоптери за нас се тука. Нели ги дадовме на Украина, не имаме. Добро, како старите руски, овие се нови италијански. Може да ги набават еден па уште еден, не можеше. 5% од БДП троши Македонија на одбрана. Добро, значи, развиени западноевропски земји трошат по 2,5 по 3% од БДП, Македонија троши 5% од БДП
за армија. Мислам Со стварно. ова на иста линија со левица сте и истиот нивниот наратив и треба повеќе да се троши за образование и за Ама не, култура. види сега, ја тоа што од левица не значи дека по дефолт е лошо. Ама пази, Не реков никој не апсолутно дека разговара е за така. ова, каде што е според мене реален проблем. Сите разговараме за мигрантите кои нема да дојдат и за година дена власта ќе рече еве, вие си изборувавте дека ќе дојдат, кај се ги нема овде. Они добиваат затоа што проблемот со ксенофобијата е дека таа функционира се до моментот додека вие ќе видите дека не дошол никој да ви ја земе државата и да ве силува и да ве коли. Знаеш? Ама веќе има дојдено луѓе и никој ништо не направил проблем. Не е проблем овде. Не, проблемот друго гледам. Проблемот што го кажува Златев, што мисли дека е така, е тоа што опозицијата сака да се, не знам, да добие назначење со прашање кој што е според Златев ксенофобија развиваат во државата. Дали ова е начин да се факторизира опозицијата? Не со ксенофобија, но со тема која што е отворена на друго место, со прашање дали има таен договор или не. Секогаш кога нешто има као таен договор, се создава сомнеш. И црвот си работи. И сега што повеќе владата не реагира, црвот повеќе го јаде јаболкото. И за жал, јас мислам дека владата можеше ова да го затвори порано, не го затвори и тоа се расшири сега. Што е ако не ксенофобија? Па не е ксенофобија. Еве сега ќе кажам, на пресконференциите на опозицијата велат ќе дојдат од Велика Британија луѓе со сомнителни криминални досиеи. Што биле одбиени. Колку проценти од тие што биле одбиени се одбиени поради досие, знаете ли? Ама не знаеме. 2%. Еве ја ќе ви кажам. Ама тоа се статистики. Не договорот, тоа се статистики. Сите да ни ги донесат што ги одбиле за азил, што нема да се случи. А владата не ја кажа ова статистика. 2% од нив се одбиени поради криминално досие. И сега сите странци, свесно некој ги портретира као тие се све криминалци, они сега тука ќе дојдат и ќе прават вака. Тоа е интенцијата, макрадули. И секој што кажува различно, да го покрие тој наративот, извинете, ама неблагодарно е. Што е суштината? Суштината е дека во овој момент во Македонија ние имаме 65% од нашата трудоинтензивна работна сила, од трудоинтензивните работници, во наредните 10 години ќе отидат во пензија. Поради демографските разлики во наталитет и дел поради иселување, само 1/3 од тие работни места може да бидат заменети со луѓе од овде. За економски да просперирате ви треба БДП. Како се прави бруто домашен производ? Со производство и со трошење. Ако имате вие помалку луѓе произведуваат, работат и помалку луѓе трошат. Значи, паѓа БДП, не може да има економски просперитет. Тоа е прва лекција во економија. Сега прашањето е, ние ќе бидеме во наредните 10 години принудени да увезуваме работна сила. Не велам дека тоа ќе биде на ваков начин. Не треба да биде на ваков начин. Тоа треба да биде преку компании кои нели ќе наоѓаат, па ќе спонзорираат вработени да дојдат тука и така натаму. Но со оваа атмосфера, со вештини, точно. Со оваа атмосфера која се создава, утре, тие луѓе кои ќе дојдат овде, а нужни се да дојдат, затоа што ја и вие не може да се преквалификуваме сега да станеме електричари, а некој мора да биде електричар од држава. Некој мора да биде молер, некој мора да биде гипсар. Злата, ама тоа во моментов се случува. Бехтел Јенка кој гради, Лимак трговскиот центар кој го градеше. Ама имаме ние зголемување. Тоа се случува во моментов. Бројот на луѓе странци што работат, владата го зголеми, никој не направи проблем. Да. Што е проблем ова што вие го кажувате? Да го направеше владата. Да ги повика, еве парламентарните партии. Опште, како што во 2017 пратеничката група бараш, на ВМРО-ДПМН бараше јавна расправа за стратегијата за бегалци и странци, истото да се случи сега. Луѓе, 65% имаме вака, 30% имаме вака. Дај што правиме сега? Ни требаат луѓе. Бехтел Јенка за да работи, ни требаат луѓе. Дај да, значи се разговара. Различно до мислење е комуникацијски проблем на крајот на денот. Не. Во овој момент е толку разделено конфликтноста помеѓу власт и опозицијата, што не е само комуникацијска. Навредите што се кажуваат, мислам навистина се надвор од било која политичка култура и нешто што треба да се од сите страни доаѓа. Не, од сите страни, не. Нивото на политичка дебата кај нас е катастрофално ниско. Јас кажам од двете страни. Нивото навистина непотребно и ова јас сум и разочаран од некои реченици што ги читам во соопштенијата и на партијата каде што припаѓам.
Значи, не тоа, граѓаните не им треба тоа. Не само ова што трудоинтензивните дејности паѓаат. 35% сме зборували во студио кај господин Видиновски. Нема да постојат работните места за генерацијата овие Z пред алфа кои ќе пораснат и кои ќе стигнат. Нема да постојат тие, некој мора да ги подготви за тоа. Некој мора да ја промени. Бројот на програмери драстично ќе се намали ради вештачка интелигенција. Не се тоа класични програмери, инженерите програмери ќе си опстанат, тие што имаат кликер у глава, тие ќе си работат. Тоа не е амалската работа Да, што оф топик само во САД веќе поради ЕА има криза во информатичкиот сектор, малце се намалува. Па добро, зато владата подпишува договор за ДМС со турска компанија од градежно од Долија, од Анталија. Се извинувам. Добро. Ајде, свативме дека овој проблем можеби е на толку високо ниво качен заради тоа што немаше доволна комуникација помеѓу власта и... Не, заради тоа што на сите им одговара. Да бидам најискрен. Им одговара. На сите политички партии им одговара. И да, следно, меѓутоа на државата дали одговара? Наместо да разговараме што ќе правиме со овие работни места што работници што ќе ни фалат, наместо тоа да разговараме, можеме да седнеме да разговараме за стратегија да прават ВМРО и СДС како ќе идеме на месечината. Многу интересно, многу важна тема отворивте, можеби и случајно. Кажате оваа дебата им одговара на двете партии, си ја тераат онефон. Апсолутно. Меѓутоа, дали одговара на државата? И кога партиските интереси ќе бидат пред државните? Да почнеме од оваа тема. На државата не ја одговара никаква дебата, но државата ја одговара да оди напред. Сега ја Тито ќе ти одговара. Не, зошто ко Тито? Дебатите се важни. Ова е многу важно прашање. Дебатите се важни во политиката и сега знаете како. Понекогаш е и добро да си, како да кажам, да се издише енергијата на овие теми за подоцна која навистина ќе дојде нели Стани Пани работа околу увоз на работна сила за некои десетина, за 5-6 години, малку сите поинаку да размислуваме и важно е ова што се дебатира затоа што низ оваа дебата ќе научиме многу. Знаеш, до сега жртви сме на предрасуди. Кај нас кои ќе дојдат и кои ќе седнат да разговараат, ти знаеш и какви се тие мигранти и така натаму, не знам. Јас сум имал професорка со Шамија од Пакистан, која била далеку подобра од било која професорка што ми имал од Македонија. Ама кај нас има предрасуди кон многу работи, не само кон мигранти, кон луѓето. Многу е важно, сум запознал брилијантни умови кои доаѓаат од Африка. Многу попаметни од многумина кои овде под телевизија се шетаат како интелектуалци. Ма тоа е нормално, не треба. Ама не, тоа е најнормално. Никој не го спори. Но проблемот, знаеш што е? Проблемот е што кај нас, кој ќе видат различен човек, не. Размислуваат, сега како не? Ма јас вика, сигурно сте биле во ресторан каде што ве послужил човек и не сте направиле проблем. Сега ќе ви дам после еден. Ама што имаме многу високо мислење за себе? Ќе ти дам еден пост мој и да ги прочиташ доле коментарите и ќе сватиш со какви луѓе ние живееме и какви се нивните ставови за луѓето доле. Значи да се разбереме. Ти имаат предрасуди не само кон тоа кажувам јас. Читајќи ги постовите што ги пишуваат и под нас кој ќе најави господинот Видиновски емисијата, така? Да. Ама тоа предрасуди се кон политички партии, предрасуди кон... Стоп. Дали сега начинот на кој што действува опозицијата по прашање само ги подхранува и ги развива овие предрасуди за кои што зборувавте дека се лоши?